Населба по населба се враќа водата во Скопје. Екипите на водовод и канализација работеа цел ден на дефектите на неколку критични точки во главниот град и создадоа услови водата повторно да почне да тече непречено низ системот. Директорот на водовод и канализација, која координираше целата операција, рече дека се работело на 10 критични места во Скопје и дека активностите биле во завршна фаза. Побараа трпение од граѓаните уште неколку часови додека водата не се врати целосно во нивните домови. Се променија 5 воздушни вентили каде што имаше заробен воздух во цевководот, каде што за подобрување на водоснабдувањето. Исто така се направија поправка на 2 затварачи ФИ 700 мм, еден затварач ФИ 600 мм и еден затварач ФИ 500 мм. Граѓаните кои ни криви ни должни останаа без вода, сметаа дека проблемот можел да се превенира многу порано и веројатно на поинаков начин. На градската власт и порачаа дека е потребна поголема ажурност и сериозност од надлежните за воиднина да не дојде до слични состојби. Да, побрзо дефинитивно. Пошто многу долго време вака тече водата, никој не реагира. Сигурно требало да се припремат со време, години поминале. 50 години вика не е сменето тоа. Што очекува? Немам уште сознание дека е работата завршена, да ме уште интервенираат. Овде и претходно имаше исто вакова голем дефект, се познава и по асфалтот. Се е можно сега, да речеме, стари цевки, се може да се случи. Почна Македонија и секогаш има такви некои работи кај нас. Не сме запознали многу со проблемот, не сме тука од Крио Паланка сме. Тука сме на екскурзија со деца. Имате вода? Ние имаме Паланка, имаме вода, вие сакате поголем град, едно така е. Интервенцијата инаку започна уште во текот на ноќта, а она што остави лош впечаток во јавноста беше надмениот однос на градската власт, која до последен момент ги држеше Скопјани во неизвестност. Па така бевме сведоци како граѓаните мораа да купуваат галони вода во маркетите каде се празнеа рафтовите. Градоначалничката Арсовска и денеска продолжи во сличен стил, па така не пропушти шанси и ваквиот зафат да го искористи за себе промоција, но и политичка пресметка. Таа ги искритикува политичките противници и се пофали дека техничкиот зафат бил рекордно успешен. Во завршувањето на оваа реконструкција, репарација, односно модернизација на нашиот градски водовод, учествува над 160 лица на технички персонал, стручен технички персонал и 150 лица на административен персонал, сето она кое што за жал низ јавноста одредени поединци истакнуваат дека и ја плашаа јавноста, креираа страф, дека ќе трае со денови ако не и недели. Еве веќе отпочнувајќи од 2 часот наутро, кога практично отпочна престанокот, односно испустот на вода од магистралниот цевовод, до пред неколку часа е целосно санирано, навистина успешно и стручно од страна на службите на јавното предпријатие Водовод. Инаку од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да не ја пијат веднаш водата по незиното пуштање во водоводната мрежа, зашто периодот во кој резидуалниот хлор е во водата во мрежата може да потрае и до 1 час. Може да се очекува водата за пиење по пуштањето во водоводната мрежа да ја промени бојата, да добие невообичаен мирис, да има видлива заматеност или евентуално ситни зрнца или песок.